Добар ден. Еве ја третата емисија во оваа недела. Полека ги броиме последните емисии за 2017 година, секако со теми и соработка со нашите доктори, а секако и со вас. И денеска во реализацијата на темата ги очекуваме вашите прашања. Одбравме тема која што навистина е мощна и актуелна и е поврзана со децата. Поточно и во домашни и во болнички услови многу од децата во овој период од годината имаат проблеми со респираторниот систем, односно денеска ќе се фокусираме на пневмонијата, односно вирусите кои што ја предизвикуваат пневмонијата. Темата денеска ќе ја реализираме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата и ги поздравувам гледачите ваши. Јас се надевам дека она што денеска ќе го кажеме врзано со денешнава тема ќе им помогне на младите родители да го надминат побрзо проблемот, а секако и да не се повтори. Но како и да е, на почетокот би сакала да објасниме која е функцијата на респираторниот систем и практично што е тоа, какво заболување е пневмонијата. Па, пред се, значи, морам да, на почеток би сакал да кажам дека човекот, детето и ние возрастните по принцип живееме во една голема симбиоза со околината во која што, со природата едноставно. Најмногу заради тоа што вкупниот број на клетки со кои што ние живееме е помал 10 до 40 пати од микроорганизмите со кои што живеат на нас и во нас. Еден од првите на удар од надворешниот свет се дишните патишта, бидејќи сме цело време во комуникација со надворешниот свет и цревниот систем, нели? Меѓутоа дишните патишта најмногу. Во основа, за да може да функционира респираторниот систем, значи без оглед дали се работи за бебенце кој е сега родено, новородено или како зрее понатаму, како расте, треба да има, основната функција е размена на гасови во дишните патишта, во тие алвеолите, нели? Меѓутоа мора да има интегритет во структурата на респираторниот систем и да не доаѓа до оштетување на дел од респираторниот систем. Нас најмногу, по принцип, и децата и возрастните луѓе не напаѓаат вируси во тој дел, да кажам. Има и бактерии, нормално, кои што може да бидат причинители за некоја инфекција, меѓу другото и на дишните патишта, меѓутоа во основа најголем атак имаме од вирусите. Тоа е на еден систем каде што многу е карактеристично, каде што имунолошкиот систем кога ќе не нападне некој вирус, например, кога ќе го нападне детето, вирусите се микроорганизми кои живеат во клетките. И кога ќе влезат во клетката, за разлика од бактериите кои живеат надвор од нашите клетки, кога ќе влезат во клетките, нашиот имунолошки систем и детскиот, да кажем, и на децата и нашиот возрастните, преку една цела каскада на имунолошки реакции ги препознава тие клетки како страни клетки. Значи како клетки кои што не се мои едноставно. И испраќа огромен број на субстанции и други клетки, килер ги викаме, убици лимфоцити, кои што во основа треба да ја уништат таа клетка. Принципот е подобро да изгубам прст, отколку да ми отпадне раката, нели? Сега, тоа оштетување кое што се случува на дишните патишта за да се уништат тие клетки кои што се заразени со вируси, уствари представува оштетување на слузницата и како прва реакција почнуваат кашлици. Кај нас многу често се случува да родителите дојдат и да се пожалат на симптом кашлица, значи со страф од тоа, вика детето ми кашла 3 дена, 5 дена, 10 дена, да речеме, нели? А од друга страна, или температура, или има покачена температура, а во основа кашлицата е ништо друго, туку само еден одбранбен механизам. Значи еден изусетно добро направен во биологијата одбранбен механизам кој го штити детето, односно од задршка на субстанции кои што може да, нели, или секрет кој што се јавува, кој што треба да се исфрли. Така да, кашлицата е само еден симптом, не е тоа болест.
и одма би сакал да апелирам до сите родители да не се плашат, значи Да не паничат кога ќе закашла дете. Дури се случува децата да кашлат и по 2 и по 3 недели, ама кашлаат се дека не се регенерира комплетно слузницата. И сега, кога зборуваме за особено овој период од годината, вирусите ни се главни, ако смеам така да кажем, непријатели во овој период, да речеме овој есенско-зимски период од годината, кога има и одредени варијации во температурата, значи лесно букнуваат инфекции со повеќе типови на вируси, значи има многу типови на вируси. Впрочем, грипот е една форма на вирус кој што може да се појави во пошироки размери, нели, да зафати поголема територија, повеќе држави, дури и континенти, нели. Меѓутоа, кога збориме сега за нив како такви, како вируси, она што исто така би сакал да знаат родителите, дека имунолошкиот систем кај детето, особено во првите 5-6 години од животот, е релативно послаб. Тоа е нормален биолошки процес на зреење на имунолошкиот систем. И децата се релативно, нормално, природно, повеќе изложени на инфекции, отколку да речеме ние како возрастни луѓе, со исклучок на луѓе кои што надминуваат веќе 65-та година од животот. И тие луѓе кои што, иако сум педијатар, ама сакам да ја поврзам оваа асоциација помеѓу постарите луѓе и малите деца, кај луѓето над 65 години веќе повторно паѓа дел од имунолошкиот систем, особено тој дел ТХ1 што се вика, и они се подложни, постарите луѓе, на болести од типот на инфекции повеќе и исто така на малигни болести. Впрочем, како податок е интересен дека во Соединените американски држави, кога сме кај постарите лица, 600.000 луѓе годишно умираат од пнеумонија стрептококна. Значи не од вирусни, него од бактериски пнеумонии. Тоа е затоа што имунолошкиот систем е послаб, нели? Во тој домен се и инфекциите кои што се кај децата. Меѓутоа, од друга страна, вирусните пнеумонии, да кажем, ама и да не мора да кажеме само пнеумонии, него инфекции на долните дишни патишта. Значи, ако земете бронхите, нели, како идеме према помалите бронхи, па бронхиоли, па алвеоли, самите пнеумонии може да бидат и бактериски и вирусни, но најчестите причинители се менуваат во зависност од возраста. Колку е детето? Простете, ако треба да ја дефинираме пневмонијата во однос на бронхитот, што е пострашно? Па добро, пневмонијата е секако по-тешка форма на болест, затоа што веќе има зафаќање на ткивото, значи бронхитот се наоѓа во главните и малите дишни патишта и ги зафаќа нив, меѓутоа кај пневмонијата веќе се зафаќа и ткивото околно, значи не се само дишните патишта. При тоа, карактеристично е дека, тоа сакав да го напоменам, дека она што би требало сите да го имаме во предвид, дека во зависност од возрастната категорија се и различни причинителите за пневмонии. Па еве и за бронхити, меѓутоа и за пневмонии. Колку се децата помали, толку почесто кај нив се јавуваат бактериски пневмонии. Например, кај новородените деца, ако се појавува пневмонија, таа е обично велиме од една група бактерии кои што се викаат грам-негативни бактерии, најчесто. Меѓутоа, исто така во доеначката возраст, почесто се бактериските, отколку вирусните инфекции. Меѓутоа, како растат децата во предшколска возраст, постепено и школска возраст, а после и кај возрастните, апсолутно доминираат вирусните пневмонии, а доминираат воопшто вирусните инфекции. Иако, тука има 2-3 инфекции кои што треба, мислам, зборам пневмонии, кои што треба да ги имаме во предвид, кои што се предизвикани од микроорганизми кои ги нарекуваме бактерии, а се понашаат као вируси. Значи, влагаат во самите клетки на дишните патишта. Една од тие е, например, таа се вика микоплазма, другата се вика легионела, например, она позната легионарска болест, каде што може да дојде еден од изворите на инфекциите се климатизери кои што не се исчистени филтри и така натаму. Може ли тука да ве прекинам? Имаме гледач, да го чуеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Сакал прво да ја поздравам емисијата.
и едноставно да кажам дека до сега вака не сум слушал толку објаснување за оваа проблематика, значи од област на медицина, така да сакам едноставно поздрав за доктор Тајков. Навистина преубаво објаснување, корисно за сите граѓани. Ви благодарам многу на поддршката, да кажем, нели? Оно што сакав сега, апропо тој тип на микроорганизми, да кажем, тие сега пак, што ги споменавме, легионелата, микоплазма, тие, од друга страна, најчесто се јавуваат кај школските деца. Сега... Што значи тоа, дека овие помалите не можат од тие бактерии исто да... Не, можат секако, нели? Меѓутоа се помалку изложени отколку школските деца. И таму, во такви ситуации, во принцип е оправдано давање на антибиотици. Значи, лекување на таква болест, каде што е нас јасно дека се работи за бактериска инфекција, например, дали се тие, ние ги викаме неспецифични пнеумони, така ги викаме, нели? Или ако ни е јасно, или имаме доказ, дека се работи за бактериска инфекција. Лек број 1 во таква ситуација е антибиотик. Меѓутоа, ако се работи за вирусна пнеумонија, апсолутно е нелогично, непотребно, да не речам нецелисходно, чак недобро да се даваат антибиотиците. Ние сретнуваме често пати една реченица, ама ја да му дадам антибиотик за секој случај. Тоа нема. Значи, тоа навистина би апелирал, антибиотиците не се даваат за секој случај, макар и за пневмонија. Јас сум имал прилика во мојот долгогодишен стаж да видам и во престоите што сум ги имал во странски болници, да едноставно тешки пневмонии кои што се јасно вирусни, докажани вирусни, не се лечат со антибиотици, се лечат со лекови кои што можат да дадат одредено антивирусно дејство, значи да делуваат на вирусите, иако ги нема многу, релативно малку се, или од друга страна со некои форми на имуномодулација, каде што самиот организам ќе се одбрани од самиот вирус. Така да, она што наша задача треба да биде, сега кога ќе се вратам на децата кои што се особено во предшколска возраст, значи збориме ќе тргнат у градинка, наше е да им помогнеме да помалце се јават такви инфекции, бидејќи имунитетот им е послаб. Еден од начините е да се направи и таа имуномодулација, што ја викам. Ако ме прашате за доеначката возраст, по принцип, доенчињата, значи, она првата година од животот, поретко се разболуваат од таков тип на инфекции. Причините се многу едноставни. На прво место, доење. Доењето е најприродниот начин на исхрана, меѓутоа не само што е најприроден начин, па ќе речете и најевтин начин на исхрана, да кажем, него што мајката преку млекото ги префрла својот имунитет према детето. Значи, она ослободува и своите антитела му ги дава на детето. И затоа децата кои што се доени, поретко се разболуваат, особено во првата година од животот. Меѓутоа и тие што се чак и на вештачка исхрана, поретко нешто почесто од овие доениве, ама поретко се разболуваат затоа што едноставно не се изнесени надвор, не се многу, да речем, во таква интензивна комуникација во околина, без оглед што пак треба да се шетаат надвор, нели? И сето тоа е фактор кој што треба да го имаме во предвид за првата година на животот. Меѓутоа, овде морам да напоменам за една тема која е екстремно битна за Македонија, а тоа е аерозагадувањето. Да. Ќе зборуваме и како можеме да го намалиме тоа аерозагадување во домовите, да го чуеме гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Јавувам гледачка од Тетово. Добро. Сакам да ја поздравам најпрви на емисијата, а после да го поздравам прекрасниот доктор Тајковски и еве вака јавно да му изразам една многу голема благодарност на докторот. Мојата ќерка беше 90 година пациент негов и јас за овој доктор имам, значи, само пофални зборови. Значи, голема благодарност од фамилија Поповски од Тетово до докторот Тајков. Благодарам многу. Ви благодарам многу. Така, еве имаме и емисии кога не поставуваат прашања гледачите, туку ни ги фалат гостите. Фала.
Сакам да кажам дека Аерозагадувањето аерозагадувањето е еден од факторите кои што денеска, мислам не е само денеска, нели, последниве децении, го менја тој систем за инфекциите. Зошто? Аерозагадувањето, па и пушењето сега од друга страна да го кажеме, значи ги оштетува дишните патишта, тие PM10 честичките за кои што ги гледаме и тие се опасни, не дека не се, ама не толку колку што се овие маливе PM2 честички и помалите од 1 микрон, кои што уствари тие влагаат во најмалите дишни патишта. И они имаат особина да го нарушат имунолошкиот одговор на плуќата према микроорганизмите кои што ние перманентно ги вдишуваме и ги издишуваме, нели? Например, утврдено е дека деца кои што, па и доенчиња, и деца предшколски и школски кои што ги дишат овие честички и сулфурот и CO2-то, нели, од загадувањето, во основа имаат нарушување на таа, ние викаме макрофагна активност на плуќата, значи одбрамбениот дел на плуќата и неминовно се јавуваме у ситуација на можност за појава на почести инфекции. Од тие причини, уствари, актуелноста со аерозагадувањето и нешто треба да се преземе од тој поглед. Например, деца кои што живеат дома, во семејства каде што се пуши многу, например, исто така може дури значи заради нарушување на респираторната функција и малку нарушување на имунолошкиот систем, може дури и да дојде до малку лош одговор на вакцинациите, значи да не биде и покрај спроведената имунизација да не се доволно одбрамбено јаки. Значи има повеќе места каде што сите тие работи можат да влијаат на имунитетот. На тоа уште ова да кажам е онаа точка која викаме, тоа не сакам никој да го свати дека е мода, него е реалност, особено за првата година од животот, да децата треба да јадат органска храна, односно да кажам чиста храна, храна која не е толку загадена со пестициди, органофосфати и хербициди. Например, деца, тоа сум го кажал повеќе пати и на предавања и вака на некои емисии, дека деца кои што во првата година внесуваат хербициди, имаат 12 пати поголема шанса да добијат астма во првите 5 години од животот. Така да се тоа овака комплексно влијае да може се порано да почнат да се појавуваат инфекции за кои што ние не сме ги ни очекувале, меѓу кои пред се пневмонијата, као најчесто. Од ова си што го кажавте, толку многу прашања начнавте, што еве јас ќе се обидам едно по едно. Ајде аерозагадувањето, бидејќи е најактуелно сега. Аерозагадувањето може да предизвика проблеми со системот респираторен. Имаме ли некаква опција за да ги заштитиме децата? Да го нема аерозагадувањето, нели, крајно гледано. Тоа е едно глобално решение и за сите, и за возрастните, и за децата, но... Опциите, значи, пред се, прво, кога станува збор за децата, е да се тргнат колку може повеќе, сега да речем, од овој простор каде што е аерозагадувањето, да се качат на планина. Втората опција е да се проба вештачки да се донесе планината дома, тоа е со овие апарати кои што се користат како пречистувачи. Ја прочитав пред некој ден на некој од порталиве дека постои некоја интенција да се купат пречистувачи за воздух, ионизатори, како ги викаат, нели? Така, и на детската клиника беа донирани. Да, и на детска клиника беа донирани. Тоа е вистина за поздравување. Тоа е еден од, да кажам, вештачките начини со кои што можеме да пробаме да го прочистиме. Значи, тоа е ефикасно, вака од медицински аспект да добиеме, нели, препорака. За во домашни услови секако можеме да купиме такво нешто. Тоа е добро, нормално, тоа е, нели, има таму, мислам, секој може да го погледне, многу е битно кои честички, тие филтри таму, кои честички може да ги задржат. Ако ги задржат и најмалите честички, тогаш апсолутно, ако збориме за ПМ честичките, тогаш е стварно многу ефикасно и е корисно за дома. Друго е, второ што е битно кај децата, тоа е да се обидеме да им помогнеме, нели, тоа стално го зборуваме фигуративно, као атлетичарите кога трчаат и им дува ветер во грб, они постигаат подобар резултат, ние да им дувнеме, да го качиме малку имунитетот, за да може да се одбранат во однос на дел од тие микроорганизми кои што ги напаѓаат во основа.
и да тоа е систем кој што ние го викаме во педиатријата имуномодулација, да кажем, нели, појачување малце на имунитетот, ај така да го кажам. И тоа е нешто што е исто така многу корисно и треба да се спроведе. Но секако дека за аерозагадувањето во основа тоа се системски решенија кои што треба да се донесат на ниво на држава. Секако, да. Од тоа не отстапуваме, секако дека ќе бараме, нели, решение. Ајде да го чуеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде гледачка, баш сега се спустиш и не знам како се вика докторот, ама поздрав до вас и до докторот. Прекрасно објаснува. Може ли да знам каде работи докторот? Така, докторот се вика Александар Сајковски, работи во болницата Аџи Бадем Систина. Фала многу. А може ли да поставам прашање? Како не, повелете? Ева сега јас во моментот ја имам ова пневмонија, 8 дена и првото ми беше обострано паракардиобразно понагласено лево, се гледаат церебролскипични и цереваскуларни инфламаторни промени. 5 дена ме леча со инфузии, со ампули декстроза, беше С витамин, ампули лентартин и ампули дексазон, витамин одилядо, С, матична млеч и фолкодин. Потоа ми препиша мокстирал. Ама сега ми продолжи уште 3 дена со инфузии и на контролната графија има пронајдено на централните партии перзиститна хиперденозна формација. Во прилог ходи на пневматично жариште и препорачуват консултација со клиника за пулмологија или институт за градни болести. Да, ова што го кажа гледачката е што го прочита наодот рентгенолошки е типично за пневмонија и ова веќе личи дека се работи за бактериска пневмонија, значи која бара антибиотско лекување и штом веќе се организира како таква, значи тоа сигурно ќе барат лекување 10-14 дена тука некаде сигурно. Така да навистина топло советувам да се јавите на клиника за пулмологија или за градни болести, за да може да се додиференцира која е причината, која е бактеријата која што предизвикува ваков тип на инфекција. Ова е типично као за бактериска инфекција. Спомнавте некои од вирусите кои што може да предизвикаат пневмонија. Имаме, мислам, повторно гледач. Ајде, јас ќе го сочувам прашањето. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав доктор Сајковски и до вас. Благодарам. Имам едно прашање околу имуномодулацијата. А се работи за 2-годишно детенце. Ваша препорака и количество на употреба на матична млеч за таа возраст и колку долго може да се користи матичната млеч за 2-годишни деца, ако може да се користи? Видите, кога зборуваме за имуномодулација, значи многу зависи за какво детенце станува збор. Рековме дека децата може да имаат малце послаб имунитет и е нормално да имаат послаб имунитет, меѓутоа има деца кои што имаат многу чести инфекции во тек. Ние ги викаме рекурентни респираторни инфекции до пнеумонии. Дете кое има такви чести инфекции, кое има пнеумонии 1-2 у годината или секоја година по една, тоа се деца кои што имаат сигурно дисбаланс во имунолошкиот систем од поголем степен. Такво дете е подобро да му се даде имуномодулација која што е права имуномодулација, зборам медицинска имуномодулација, отколку да се дава матична млеч. Матичниот млеч е нешто кое што е еден дел од она што, ако смеам така да кажем, природата ни го дава на располагање, да го користиме за во него има компоненти кои имаат одредено антиоксидативно дејство, значи антистрес дејство да кажем, затоа што секоја инфекција предизвикува стрес, а исто така може да има благо имуномодулаторно, значи благо дејство да го покачи имунитетот. Меѓутоа, она нема да помогне ни у кој случај ако се работи за дете кој има чести инфекции. И сега, и дури кога има и чести инфекции, е многу битно дали се бактериски или се вирусни.
Значи, и за едното и за другото има начини како може да се појача самиот имунитет. Меѓутоа, еден од факторите кој што е многу битен, она што го спомена кога збориме за матичната млече, морам овде уште еднаш да го споменам, често пати сме го дискутирале на нашиве да речем, форуми, е многу битно што детето јаде. Значи, знаете како, кога имате дете кое што има бронхитис или има бронхопневмонија, значи воспаление на бели дробови, оно има проблем со дишењето, има убрзано дишење, има отежнато дишење, нели? Прима терапија, меѓутоа и размената на гасовите на ниво на плуќата е тука малце по-нарушена, да кажам, нели? На такво дете, значи не треба да му даваме, да внесуваме големи количини на јаглени хидрати. Баш напротив, треба да се јадат храни кои што се помрсни. Значи, сакам да кажам, мастите се внесуваат. Причината е многу едноставна, во метаболизмот ние тоа го знаеме, јаглените хидрати, крајен продукт на тој метаболизам се вода и CO2. Да ние веќе имаме CO2 која детево не може да го исфрли, нели? Или, например, користење на кравјо млеко. Од такви ситуации не е добро. Затоа што ние не можеме да го изметаболираме кравјото млеко, човекот не може да го изметаболира кравјото млеко како што треба и студиите покажуваат дека доста голем број од децата и од луѓето реагираат на кравјото млеко, меѓу другото со ослободување на одредени секрети и екскрети, меѓу другото чак и на респираторниот систем. Така да, тоа е една, да речам, процедура која што треба, зависно од тоа од што е болно, од кој тип на инфекции често боледува детето, да се спроведе таква имуномодулација. Чаровен лек нема за ништо, нели, но иако на еден портал имав едно интервју, порталот е интересен, панацеја се вика, а панацеја е термин кој вика универзален лек. Имав едно интервју, не постои универзален лек, во принцип, сакам да кажам. Меѓутоа е нешто, за се нешто може да се помогне. Има, мислам, и во природата и она што медицината го... Така, комбинација или равнотежа меѓу медикаменти и здрава храна, избалансирана и ете го здравието ќе дојде. Ајде да го чуеме гледачот, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, до водителта и до докторот. Едно прашање. Повелете. Детето ни беше 4 години. Кашлаше и едностено кај доктор. Штип. И докторот му препорачува од доктор Тајс. Шурип од Тегевец или од Вршен таме. И ние прочитаме дека на него пише може да се појават отоци. Ама докторот беше уверен да мора да испие 2 шишини. И после тоа се појавија отоци да детето да отече 5 кила. И беше лежен у болница у Скопје, у државна болница, еден месец. Што го стојаше го слушам, докторот што вика дека не треба да пие млеко. Детето цел месец у Скопје у државна болница беше со млеко, со пражени компири, со те што не треба. После некој време, кога слушаме дома детето, потпуно унесено у адзивазив система. Само со лекарства знаат они што е. Добиено е диагноза нефротски синдром. А додека у државната болница ни е напишано недобро лечење. Сега, после некој време, мислам сега носта под контрола, ама беше детето година и кусур со декортин. Колку години има? Сега ќе направи 6 години, а тогава беше 4 години и 3 месеца. Добро. Знаете, нефротскиот синдром е состојба, болест, клиничка состојба, која ги зафаќа бубрезите. И основна карактеристика на нефротскиот синдром е тоа што детето прави отоци. Односно, причината за отоците е во тоа што оно мокри многу исфрла протеини, се јавува ниско ниво на протеини во телото и се појавуваат отоци. Нефротскиот синдром е состојба која што, вака кога ја гледате, е друго во однос на инфекции како што се, да речеме сега што збориме пнеумонии. Меѓутоа, деца кои што имаат нефротски синдром може да бидат подложни повеќе на одредени инфекции, затоа што најчесто они се поставуваат на терапија, значи пред се кај нив имунолошкиот систем е нарушен од
од една страна, од друга страна примаат терапија во која што има кортикоиди, кои што исто така се на некој начин имуносупресивни лекови, да кажам, и може да доведат до ситуација да имаат склоност повеќе кон инфекција. Јас секако апелирам до гледачката да детето биде под редовни контроли, значи да се редовно контролира бубрежната функција, онака како што ќе препорачаат колегите нефролози, но и исто време да се пази во однос на инфекциите кои што може да се развијат од околината. Сирупот од тегавец има некаква врска? Да, рековте, значи сирупот од бршлен кој што е даван, он сам по себе не може да предизвика нефротски синдром, нели? Мада бршленот е еден од оние природни производи што се наоѓа секаде околу нас и кој има особина во себе, има субстанции кои што можат малку да го разводнат секретот во плуќата, нели, за да се изфрли. Дури имаат и некоја особина малку да ги отворат дишните патишта. Тоа е природен производ, да кажеме. Ние сакам и тоа да го напоменам овдека, кога сме кај темата, значи самата тема бронхопнеумонија или бронхити, инфекции на долни дишни патишта, во основа не користиме многу хемиски препарати за разбивање на секретот во плуќата, кај децата збор. Добро. И ве кажете како ги третирате? Значи, кога станува збор за самиот секрет, значи ако има потреба да се даде, значи ако збориме за пнеумонија која има бактериска основа, тогаш иде антибиотска терапија, како што беше, што каже и претходниот гледач, значи со гледачка со антибиотска терапија, кога е вирусна, се даваат лекови кои што може да помогнат да имаат антивирусно дејство, а за децата конкретно зборам, ретко даваме таа група на секретолитици, затоа што они можат многу бурно да го разбијат секретот во плуќата, а детето дури да не речем да се загуши, нели, во исфрлање на тој секрет, да има проблем и да, пошто не знае да го исплюка секретот, ниедно дете мало не знае тоа да го направи. Така да повеќе користиме од овој дел од хербалната медицина за самиот секрет. Иначе ако зборите, ако веќе зборувате за хербалната медицина за бронхитисите, чајот од орев ви е поубав. Уште и најдобар, да речем. Мислите од луспата или баш од оревот, од јатката? Од ливчето. Добро. Ајде, повелете, ве слушаме. Вака, конкретно за темава, значи моментално детето моје 18 месеци има пневмонија на двете белодробни крила. Значи е на лекување во Козле, во дневна болница. Сега од вчера ни открија дека има бактерија, псевдонома некоја, не знам, непозната. Сакам докторот да ми објасни конкретно за бактеријата и дали пневмонијата, псевдомона некоја бактерија. Псевдомонас, да. Псевдомонас е доста вака опасна бактерија, морам да кажам. Тоа е бактерија која што живее во влажни средини генерално и дава доста, знае да даде доста опасни инфекции. Обично се јавува кај деца на помала возраст, се јавува, например, кај пациенти кои што имале хируршки интервенции, па имаат пад на имунитетот, например, таму може да се појави. Но кога станува збор за дишните патишта, ретко се појавува како примарен, како главен причинител за пнеумонија. И ако е она присутна вистина, сигурно треба да се третира со антибиотици кои што одговараат за неа. Добро. Имаме повторно прашање, повелете. Ве слушаме, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сира, можда си е надвор од темата, кратко едно прашање. Се работи за бебе од 3 месеци. Сакаме да го носиме на планина. Еве, например, у Боровец. Како, дали може да го носиме или не, за да имаме друго дете поголемо, едно па ради него сакаме да излеземе од оваа средина. Ова е многу убаво прашање. Значи, да го носите, да, одма, ќе ви одговорам многу кратко. Едно објаснување ќе ви кажам многу интересно. Прво, малите деца немаат проблем да ги качите на планина. Реално, ми зборам доенчињата.
дури децата лесно се адаптираат. Таму е воздухот чист, или било која планина, многу е чист воздухот. Дури во скандинавските земји, сите деца од раѓање во тек на првата година мора да се изнесат надвор, минимум 1 сат да се шетаат надвор. Забрана за излагање надвор има тогаш кога температурата во надворешната средина ќе падне под минус 23. Значи во скандинавските земји бебињата на 20 дена, 30 дена, 2 месеца, 3 месеца, секој ден се изнесуваат надвор, се шетаат. Добро, ама немаат аерозагадување. Добро, да, таму нема толкаво Чисте воздухот. Тоа да. Меѓутоа, немојте да се плашите, нема проблем да одите на планина, дури Ќе се адаптира? Да, апсолутно, дури Му треба ли денови или веднаш ќе се Не, адаптира? брзо ќе се адаптира. Ако сакаат да излезат да го шетаат, едноставно ќе го облечат да не му студи, нели, и ќе се шетаат. Дури и препорачливо е во овој Апсолутно. период од годината кога навистина има неквалитетен воздух за Па дишење. убаво е да се качат на планина, во секој случај. Така. Еве, кажавме неколку видови на вируси кои што можат да предизвикаат пневмонија, кажавме и како ја третирате. Може би е добро да споменеме, иако не сакам да го поставувам тоа прашање, вие начнавте статистика една во Америка за повозрастните луѓе, дека навистина бројката е голема, која трагично завршуваат од оваа болест. Како е со децата? Дали може да се излекуваат? Колку се тие по-силни за да се изборат со вирусните пневмонии? Или можно е и кај нив трагичен крај? Смртноста од пневмонии е поголема кај возрастните луѓе, кај старите луѓе, отколку кај децата. Децата се, знаете како, еден феномен многу интересен. Кај децата регенеративната моќ на ткивата и на дишните патишта е многу поголема и многу побрза. Меѓутоа, она што суштински, кога збориме за пневмонијата, суштински веднашка мора да се диференцира кога ќе почнат симптомите, да се диференцира дали се работи за бактерија или вирус, односно да се реши што ќе се дава. Тоа лабораториски, да кажеме, не е од око. Клинички, дел е слушалка, дел е лабораторија, дел ако треба рентген и така натаму, нели, ако имаме знаци дека се работи за јасна бактериска инфекција, тука треба веднашка да се почне со антибиотска терапија. Меѓутоа, ако не е вирусна инфекција, тогаш да се почне со лекови кои што делуваат антивирусно. Децата имаат особина да полесно, прво видите, они полесно ја поднесуваат покачената телесна температура од возрастните. Полесно ги поминуваат, да кажам, инфекциите, иако најчесто се тоа инфекции кои што се на горните дишни патишта, не се баш, нели, чак и пневмониите полесно ги поминуваат од нас возрастните. Меѓутоа, ако се работи за инфекција која е поопсежна, тогаш веќе влагањето во потешка клиничка состојба кај нив е побрзо. Значи, ако е пораспространета самата инфекција, и ако се работи за вирус или бактерија кои се многу агресивни, да кажем. Вака уште две блиц прашања. Болничко лекување или домашно? Што препорачувате во зависност од тежината на пневмонијата? Значи, сите полесни форми, средно тешки форми, можеме сам полесни, така, средни форми може комплетно да одат на домашно лекување или вака како што каже една пациентка, нели, во дневна болница. Меѓутоа, ако се работи за пневмонија која што прави потешка клиничка слика, поотежнато дишење, поизразено отежнато дишење, дури појава на онација ноза, нели, и така натаму, убрзана срцева акција и така натаму, тоа веќе мора болнички да се третира, затоа што третманот мора да е поагресивен во тој поглед, за да побрзо се смири целата инфекција, да детето не влезе во една состојба што ја викаме декомпензирана пневмонија. Тоа е веќе опасна ситуација за нив. Така. По одлежувањето на пневмонијата, каков третман треба да има тоа дете? Треба ли родителите на нешто да внимаваат поинаков начин на живење, секојдневие? Па, добро, сигурно секој дете кое веќе на некој начин рането белодробието со таков тип на инфекција, мора да се спроведат некои мерки за да се целата регенерација на ткивото и се она што е потребно
и да имунолошки се одбрани од нови налети. Значи, не едете во сега е малку подобро и одма пуштите го у градинка. Да кажеме, таму каде што можеме да очекуваме во таква една средина, да имаме и болни деца, нели, па да си пренесат разни инфекции. Оти оно е фактички ранете респираторниот систем уште да речеме оштетен, ние мораме да се чекаме да се смири целата инфекција, после тоа да го пуштиме у градинка, меѓутоа при тоа да се спроведе правилен режим на исхрана заради имунитетот, внес доста на витамини. Јас само тука би апелирал витамините не да бидат хемиски витамини, значи да купуваме таблетки И сирупи со да, витамини. значи подобро е внесување на природните витамини, затоа што секој природен витамин подобро се ресорбира отколку било кој синтетички. И нормално, ако има потреба, повторно ја споменуваме на имуномодулација. Тука, да речеме, преска споменавме дека децата не треба да пијат млеко, или заради евентуално, значи, кога се респираторните, па и возрастните, али може да пијат јогурт или кисело млеко, затоа што тоа се пробиотски производи, да кажем, од млекото, каде што имаме влијание на позитивните бактерии, тие лактобацилуси, што ги викаме, нели, кои што уствари може да помогнат во зајакнување на имунитетот кај децата. Така. Имате ли во Аџибаден Сисина многу болни деца од пневмонија? Па има. Кај нас има доста Периодот е гужва. таков. Да, сега е таков периодот. Така. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Се надевам дека им помогнавме најмногу на младите родители, кои што навистина знаат да паничат, да бидат збунети во вакви тешки ситуации кога детето има висока температура, кога се среќаваат нели со овој вид на инфекции. Ги подучивме како треба и што треба. Ова е подарок од нас и Колор Медија, нешто што можеби достига не сте го читале, а еве бидејќи зборувавте и за исхрана, можеби ќе најдете некој интересен. Готвите ли вие? Па да. Одлично, ќе најдете можеби некој интересен рецепт за вас. Благодарам многу. Благодарам уште еднаш, а и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Останете со програмата на Алфа телевизија. Убаво, попладне и пријатно.